6 лица од списокот на невработени во Агенцијата за вработување се ангажирани да извршуваат општинско корисна работа со проектот што почетокот на овој месец започна да се реализира и во Кочани. Носител на проектот е локалната самоуправа, а партнер во реализацијата е граѓанското здружение Благородна мисија. Активноста се реализира со поддршка и во соработка со UNDP, Агенцијата за вработување и Центарот за социјални работи. Ангажман добија 3 лица за посета и пружање на услуги на стари изнемоштени лица, едно лице психолог за пружање психолошки услуги за потребите на стари изнемоштени лица и хендикепирани лица и 2 лица се ангажирани во акцијата на заборавеното му се даде душа во проект кој се спроведува од страна на невладината организација Благородна мисија. Лицата кои се ангажирани во проектот се од социјално ранливи категории граѓани. При времениот работен ангажман од 6 месеци, тие добиваат и надомест од 6000 денари месечно за 20 работни часа неделно, со вклучен персонален данок и осигурување. Од досегашниот ангажман се задоволни, посебно што станува збор за хуманитарна работа со стари лица. Потребно е, пример, да и се купат лекарства или понекогаш сакат да излезат малку на воздух. Такви имам лица што имат потреба стварно, двајца маж и жена, тие се викат Стојчо Вера, тие се инвалидни лица, понекогаш вистина имат потреба да излезат малку на воздух и така да излезам со нив. Тоа е мој хуман гес, плюс благородната мисија ме прави уште да бидам поблагородна за да бидам со нив. Јас сум како психолог вклучен, тоа посетувам стари лица, изнемоштени, хендикепирани. Се се тоа значи фактори што допринасат до депресија, до разочараност. Едноставно се пронаоѓам. Помагам колку можам. Задоволни од лицата кои се ангажирани во проектот се и корисниците на нивните услуги. Да не ми досадно и да изгубам време. Мислам, сам човек е за нигде. А како ми дојдат тие луѓе, зашто ми доваѓат за моје добро, не за лошо. Добро и што и текнала такви лица да стават. Оти има и победери од мене, што не може од дома, од креветот стане. За 6 месеци додека трае проектот за општинско корисна работа, на ангажираните лица не им е прекинат статусот на невработени во Агенцијата за вработување. Се очекува по истекот на рокот тие да се стекнат со нови работни вештини, што подоцна би им помогнале полесно да се вработат. Корисниците од општинско корисната работа пак добиваат бесплатни социјални услуги и подигање на квалитетот на живење.